Јас сум Милица Младенова, вие почитувани во продолжение на програмата на КТВ ќе гледате ново издание на вестите. На 20 јануари кавадаречките наставници ќе бидат на своите работни места. Учениците кои нема да дојдат на настава ќе добијат неоправдани. Наставниците од основните и средни училишта во Кавадарци се против штрајкувачката одлука на Советот на СОНК, рече на пресконференција денеска психологот Радка Кулева. Почитувани новинари, во скоро сите основни и средни училишта во Кавадарци, во детските градинки, наставниците се против одлуката на Советот на СОНК за организирање на генерален штрајк, каде истите сметаат дека нивните барања треба да се остваруваат преку диалог меѓу СОНК и владата. Свесни сме дека со повикување на учениците во понеделник да не одат на настава е грубо кршење на уставот и законите. Во услови кога повеќе синдикални ограноци му откажуваат послушност на раководството на СОНК, се смета дека најголем дел од наставниците и учениците ќе ја посетуваат наставата во понеделник. Они ученици кои нема да присуствуваат на часовите ќе добијат неоправдани, а часовите ќе се одработуваат. Сите знаеме како беше во минатото кога треба да се одработуваат денови и како тоа се одразува врз учениците и која слика се остава врз нив. Актуелното раководство го прикрива фактот дека повеќе од нас, просветните, научните и културните работници, се против одлуката за организирање на штрајк, кој се најавува како борба за подобрување на нашите права. Кавдаречките наставници на 20 јануар ќе бидат на своите работни места, во училниците, каде што и припаѓаат и каде што човечката, моралната и пред се професионалната етика ги обврзува да бидат и да работат единствено во интерес на најмладите. Учениците не смеа да бидат жртви на индивидуалните одлуки и погубни политики. Училиштата во Велес се подготвени за стартот на второто учебно полугодие. Навремено и без проблеми ќе почне второто полугодие во Велес. Училиштата се подготвени да го продолжат образовниот процес. Директорите на основните и средните училишта во градот денеска на заедничка средба со градоначалникот ги презентираа плановите за вториот дел од училишната година. Според Чадиев, сите образовни институции во градот подготвени го почнуваат второто полугодие. На оваа средба со директорите се констатираше дека во сите основни и средни училишта во општина Велес наставните планови и програми се реализирани во целост, а успехот ќе биде забележан во извештаите кои што се изготвуваат. Од нивна страна бев и известен дека не се детектирани посериозни проблеми кои можат да го доведат во опасност стартот на учебната година, а и училишните објекти се хигиено технички подготвени за да ги дочекаат учениците на првиот учебен ден. Обезбеден е превозот и огревот за затоплување, како и сите останати ресурси за нормално одвивање на наставата, а раководството на поедини училишта исто така спроведува и низа одредени зафати кои беа неопходни за подобрување на инфраструктурата во училиштата. Според градоначалникот Чадиев, главна тема на денешниот состанок била како во второто полугодие да се подобри образовниот процес. Се предвидуваат обуки за наставниците и нови практики за организирање на часовите. Инаку второто полугодие од оваа учебна година почнува на 20 јануари. Во школските клупи ќе седнат вкупно 6800 ученици, 4000 во основно и над 2500 во средно. Министерот за транспорт и врски Миле Јанакиевски утре ќе биде во работна посета на општина Неготино. Министерот за транспорт и врски во владата на Република Македонија Миле Јанакиевски утре 17 јануари ќе биде во работна посета на општина Неготино. Во службата за односи со јавноста при општина Неготино информира дека министерот Јанакиевски заедно со градоначалникот на општина Неготино Ванчо Апостолов по 11 часот најпрво ќе го посетат селото Тремник. Според утврдената агенда, во селото Тремник ќе го пуштат во употреба објектот фекална канализација во село Тремник. Овој проект е комплетно завршен со средства во висина од 13 милиони денари. На пригодна свеченост веднаш потоа од 11 часот и 30 минути во функција ќе биде ставено мултинаменското игралиште во населбата Саат Кула, кој е изградено со средства од Агенцијата за млади и спорт на Република Македонија во вредност од 7 милиони денари. Работната посета министерот Јанакиевски ќе ја заврши во кабинетот на градоначалникот Апостолов, каде што од 12 часот ќе бидат доделени решенија за легализација на бесправно изградени објекти во општина Неготино.
Ниските температури не дозволуваат нагло ширење на грипот во Кавадарци. Заклучно со минатата недела заболени од грип само 53 лица. 53 лица заклучно со последната недела се регистрирани во Центарот за јавно здравје во Кавадарци со симптоми на грип. Само последната недела грипот нападнал 13 лица. Медицинските лица велат дека ниските температури најверојатно не дозволуваат масовно ширење на ова вирусно заболување. Минатата година во истиот овој период имавме 85 болни од грип. Масовното ширење на грипот започна во третата недела од јануари, токму во овој период во кој се наоѓаме сега. За среќа годинава бројот на заболени е помал споредено со лани. Се надеваме дека временските услови нема да одат во прилог на брзото ширење на грипот, иако шансите за тоа се големи, особено со стартот на второто полугодие, рече доктор Ристо Јовановски, епидемиолог од Центарот за јавно здравје во Кавадарци. Далеко е помал бројот на заболени од грипи во целата држава. Лани сезоната на грип во Кавадарци заврши со околу 3000 грипозни лица. Се минува кровната конструкција на подрачното училиште во село Трстеник. Интензивно се работи и нема пречки за нормален почеток на второто учебно полугодие. Подрачното основно училиште Пере Тоше во село Трстеник добива нова кровна конструкција. Старата и дотрајана, која при врнежите знаеше да направи проблем, целосно се заменува со нова. Ова ќе значи не само подобри услови за учениците, туку и заштеда на енергија, вели директорката на основното училиште Пере Тошев Мирјана Димова. По завршувањето на тендерската документација и огласот кој што беше објавен минатата година и одлуката која што се донесе за избор на најповолен понудувач, се почна со реконструкцијата на кровната конструкција во подрачно училиште во Трстеник. Со промената на кровната конструкција ќе се подобрат условите за работа на самото училиште и на децата и ќе се заштеди енергија. Се надеваме дека до крајот на првото полугодие, односно со почетокот на второто полугодие, учениците ќе почнат со настава. На полето на образованието изминатите години направивме многу. Сменети врати и прозорци, нови кровни конструкции, ново училиште во село Паликура, физкултурна сала во Росуман, крупни чекори кои ветуваат многу за Росуман и неговата иднина, смета градоначалникот Стојан Челазов, кој информира колку чини реконструкцијата на кровот во подрачното училиште во Трстеник и кој изведувачот на работите. Околу 850.000 денара или поточно 835.000 денара значи кошта целата ова инвестиција за промена на покривот на училиште во село Трстеник и тоа е дел од она што е наше ветување до граѓаните дека ќе го исполниме, односно дека сите училишта во општина Росуман, сите подрачни училишта ќе бидат реновирани со нови кровни конструкции кои што и енергетски значи ќе штедат и ќе ни остане уште дебриште и камендол да ги смениме со прозори и врати од ПВЦ материјали, така да во глобала ние рачунаме дека со самите заштити што ќе постигнеме во основните училишта, односно во основното училиште Пере Тошев, а во подрачните училишта ќе можеме во иднина да инвестираме во други работи околу уредување на дворовите. Значи, мора да кажам дека домаќински работиме, мора да го пофалам училиштето и директорката, дека со домаќинското работење на основното училиште Пере Тошев средства остануваат за да значи, можеме постепено да ги уредуваме дворовите, зградите, условите за децата да имат квалитетна настава и нормално услови за вработените кога ќе дојдеш да ти е мерак да во едно училиште да влезеш како ново. Значи, во иднина верувам дека ќе ни останат средства за промена на фасадите, сакаме да ги дооградиме сите оние дворови кај што посебно за Росуман кај што е централното училиште, значи општинско, да се дозаврши проектот со оградување со убава ограда и нормално да продолжиме и во подрачните градежните работи ги изведува градба Промет, а го доби тендерот со најефтина понуда и ценејќи ја професионалноста значи на самата фирма, јас се надевам и сигурен сум дека ќе биде завршено до почеткот на второто полугодие и нормално дека
ни остана уште приклучокот на струјата во село Паликура, за да можеме и во приклучокот за електрична енергија, таму наместивме и парно со пелети, значи и таму сакаме да штедиме доста енергија и доста средства и рачунаме дека и ова подрачно, значи училиште во Паликура ќе почне со настава во ново училиште од второто полугодие. Управата за јавни приходи ги подсетува земјоделците дека истекува рокот за пријавување за паушално одданочување. Управата за јавни приходи ги подсетува граѓаните кои се занимаваат со земјоделство како основна или дополнителна дејност и кои оствариле приход од 1.300.000 денари во 2014 година, дека истекува рокот за користење на можноста да се регистрираат и пријават во УЈП за паушално одданочување со персонален данок. Доколку досега не сте регистрирани во УЈП како даночен обврзник кој остварува приходи од земјоделска дејност, потребно е најдоцна до 31 јануари годинава до УЈП да поднесете пријава за регистрација на обврзниците кои остваруваат приходи од земјоделска дејност, барање за паушално одданочување на остварени приходи од земјоделска дејност. Од УЈП напоменуваат дека ако сте веќе регистрирани во УЈП како обврзник кој остварува приходи од земјоделска дејност, поднесете само барање за паушално одданочување на остварени приходи од земјоделска дејност, образец ПДД-ПЗ. Доколку имате промени само во личните податоци, адреса, телефон или електронска пошта, во тој случај промената на регистрационите податоци можете да ја пријавите со користење на услугата промена на податоци со повикување на бесплатната инфолинија 0800 33 000. Доколку пак имате проблеми во податоците за работна активност, податоци за членовите на семејно земјоделско стопанство, трансакциона сметка, должни сте да поднесете нова пријава за регистрација, образец УЈП РДО-З поради ажурирање на вашите податоци во регистарот на УЈП, велат од управата. Алтернативната медицина полека ќе се уредува. Државата вели дека надри лекарите ќе мора да учат за сестри или за лекари за да може да лекуваат. Државата ќе ја уредува алтернативната медицина. Сите кои ќе сакаат да се занимаваат со алтернатива и комплементарна медицина, уште оваа година во септември ќе мора да се запишат на некој од медицинските факултети, фармацевски, стоматолошки или медицински, или најмалку да се запишат за медицински сестри или техничари, за да може да се здобијат со лиценца и дозвола за работа. Овој комплетно нов закон за алтернатива и комплементарна медицина, кој е веќе во собраниска процедура, е предложен од страна на Министерството за здравство. Државата вели дека со овој документ ќе се гарантира безбедноста, но не и ефикасноста на третманите од оваа медицина, а Фондот за здравство нема да ги покрива препишаните терапии и лекови. Практиката на употребата на оваа медицина се покажа дека досега на секој чекор се појавуваат огласи за најразлични терапии, кои се спроведуваат во несоодветни услови, најчесто во домовите на оние кои го вршат третманот. Од Министерството за здравство велат дека по најавите за донесување на овој закон се зголемил бројот на лицата кои досега се занимавале со ваквите услужни дејности за условите под кои ќе може да продолжат со работа. Поради тоа Министерството за здравство им отстапува време, односно рок да се запишат на соодветно образование, а доколку не се запишат до есента, нема да може да добијат ниту привремена лиценца. Лиценцата за работа со алтернативата и комплементарна медицина ќе ја издава комората, а за да ги добие документите, лицето ќе мора да покаже дека исполнува услови, образование и стручни квалификации, па тек потоа да поднесе барање за основање на установа за практикување на оваа медицина. На прашањето дали со овој закон конечно ќе се регулира надвор лекарството, од Министерството вела дека ова прашање ќе се регулира со инспекцијски контроли, по пријава од страна на граѓаните и преку различни механизми ќе се контролира практиката на оваа медицина. По повод утрешниот годишен концерт на фолклорниот ансамбл Тиквеш Кавадаци следува и разговор со кореографот Илија Филов. Илија Филов е кореограф на фолклорниот ансамбл Тиквеш при Домот на културата Иван Мазов Климе. Утрешниот концерт на фолклорниот ансамбл, кој е традиционален и годишен, е причина да разговараме повеќе со Илија Филов, да дознаеме што се ќе има на годишниот концерт. Па вака, значи, како и секоја година, така и ова, фолклорниот ансамбл Тиквеш приредува годишен концерт.
на кој што годишниот концерт ќе се представи се она што фолклорниот ансамбл Тиквеш го сработил во текот на годината. Значи, тука ќе се представат 3 постави на ансамблот, тоа се малата постава, средната и големата или првата постава која што настапува на фестивалите и на останатите случувања. Сега. Тоа е ново. Што е ново? Значи, за прв пат оваа година ќе се исполни моја една идеја, веќе долго години кој што сакам да ја остварам, тоа е да ги соберам ветераните. Точно е дека сите не можеме да ги собереме, нели? Но еден добар дел од нив се одзва на мојот позив да за прв пат да одиграме и ветераните едноора на годишниот концерт. Што е за Илија Филов предизвик по делот на хореографијата? Кој е оро кој би сакале да го поставите на вашиот репертоар, кон што се стреми фолклорниот ансамбл Тиквеш? Значи, сепак да се разбереме, фолклорниот ансамбл Тиквеш е аматерски, нели, ансамбл. Значи, тешко тоа дека можеме да го следиме чекорите на танец, кои што ние, ете како репер, нели, да се стремиме да одиме по нивните стапки. Меѓутоа, би сакал еден ден на штиците овде кои што жива за театрот, исто така и за фолклорот, да ја видам кореографијата, тешкото да може да го одиграат нашиот ансамбл да го одигра. Мислите дека има потенцијал? Па има доста добри таленти. Веќе имаме и школуван кадар за фолклор, така да мислам дека тоа во скора иначе ќе биде. Уште да поканат до љубителите на фолклорот? Да. Ги поканувам сите љубители на фолклорот утре вечер во 19:30 да присуствуваат на годишниот концерт. На крајот вестите временска прогноза. Времето утре ќе биде сончево со умерена облачност и со магла по одделни котлини. Ќе дува слаб јужен ветер, максималната температура до 7 степени. Гледавте вести, имајте пријатна вечер со програмата на КТВ.